Прекрасно декемвриско утро, вравулица на деца и возрастни и сите со иста цел да стигнат до нашето училиште. По патот се слушаат детски гласови, isплетени со нежниот глас на птиците, кои се губи во белите облачиња на студениот воздух, слика на нашиот убав денешен ден. Драги ученици, гости, наставници, добродојдовте на овој светол ден, на нашето чествување за нашиот патрон Даме Груев. Денес, по 66 пат сме тука, посветени на нашиот патрон, истакнат македонски револуционер, обштественик. Денес е празничен ден, посветен на дружење и средби. Денес, јас како ученик на ово училиште, во кое учил и татко ми, а може би моите деца ќе учат, сум дел од неговата визија, како и сите оние генерации што излегле од него и запловиле во различни обштествени води. Сите ние овде заедно со нашите наставници докажуваме дека заедно можеме и сакаме да живееме, учиме и да создаваме. Нека ни е среќен празникот. Слава му! Пискотници се слушаат од Галичник до река, што тешка несреќа ги збра и мажите и жените. Та гласи тажна ека и навева сал, коп и зла. Да оград по лињата житородни ги беше фатил, и рој од скакуци се вдал. Да у султанот Арачлии чрез предвреме им пратил, да збира арач луд бежал. Ни град по лињата житородни ги беше фатил, ни рој од скакуци се вдал. Ни султанот Арачлии чрез предвреме им пратил, да збира арач луд бежал. Та Кузман, јунак славен, падна убиен од кега, тој Сердар Прочут падна в бој. И ки ги гази плачкаше планините ни сега, а да ги брани нема кој. Надеж, копнеш, желба, наивност, возбуда, храброст, патеки до нов хоризонт, пат непоминат, непознат, кој завршува со портата на бескрајниот видик, што се отвара со клучот од катинарот на една непозната иднина. Иднина полна со непрегор, љубов, носталгија, како огледало во кое се оцајува нова капка од реката на неисполнети и исполнети желби. Орелски крилја, как да си метнех, и в наши страни да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, Кукуш да видам. Да видам дали сонце и тамо, мрачно гревјат, како и вамо. Таму гората греј душа, и сонце светло зели горе. Гледаш беле, или од ветар има темно, поле погледнеш или планина, сегде Божева јако баба. Чуден звук полека тишината ја буди и со својот невидлив кажи прст полека ги листа страниците на нова недоприна книга која во себе се уште го чува мирисот на свежата печатарска боја. Мирис кој неуморно го дразни секој дамар и полека нежно го разбранува немирот и нескротливиот хоризонт на свежи сокови, кои полека незапирливо го квасат сушното тло на кое се садат семките на иднината, славата, непрегорот, а молкот на душата несебично се отвора и го открива лицето на виножитото, со танецот и песната на ведрината, во мислата на славниот ден. Започнаа со гнасните си раце да пипаат во душите на народот. Гневот беше толку многу накипел, што не ја прозреа волчата порода. Муцуните под овчите им кожи, престапната и плитка лицемерност, но идат дни кога ние ќе можеме да фрлиме кал во муцките им црни. Рипна ми Груев на нозе, во раците ми зеде малихер, 25 пати испука, дур да се збера четите. Дане ми растна знамето, под знаме собра четници. Голем подарок им даде, зашто се братски бореа. Ниту еден не се изда. И слобода чекаме, и слобода ни дојде. Написи се винце и што песна милееш, можеш да си испееш. Низ отворениот прозорец пирка сладко ветре, опиено со струежот од младата душа. Ставајќи го копнежот на врела дланка,
немо признавајќи ја својата жет за свилената јачина на сладкиот звук на тапанот, кој длабоко ја тресе душата и води по полето на густо никнатите гранки, од тонот на пискавата зурла, за да плодот на минатите денови се стави на виделина. О, тешкото, зурли штом диво ке писнат, штом тапан ке грмне со подземен екот, во градиве, зашто жал лута ме стиска, во очиве, зашто навирува река, и зашто мире да плачам ко дете, да превием раце, да прекријам лик, да гризам јас усни, стегам срце клето, да не пушти вик. Како да се роди песна? Песна излејана од душата на еден народ, што срцето го води кон копнежот, стрвен и надеж за нова судбинска нитка, извезена на синото ширно небо со неизбриштива лента, со бојата на сонцето, со бојата на синилото и бледилото на месечината. Везилке, кажи како да се роди. Проста и строга македонска песна од ова срце што со себе води. Разговор ноќен во тревога бесна. Два конца параат срцето драги. Едниот е црнен, а другиот е црвен. Едниот буди морничави таги, другиот копнеш и светол и стрвен. Па со ни вези еднолична низа, песна од копнеш и песна од мака. Која што везам на ленена риза, ракав за бела, невестинска рака. Судбинско нешто се плело за века, од двете ниски, два созвучни збора. Едната буди темница што штрека, другата буди вкрвавена зора. Планета на сонови, место со шаренолики плодови, оаза на убавини, пустина на песочна прашина, а песокот зрно по зрно се цеди, а чекорот кон сончевиот сјај полека се забрзува и молчешком се прекрива со длабоката трага на песната, топејќи го од тлото мразот што и никогаш го немало, сипувајќи ги врелите пастелни бои, со огромен печат на рубото на новиот хоризонт. Од далечините модри се веат, на слонцето златните далки, од далечините модри се леат, на утрите росните влаги. Во тија пот се човечка дим и снага крвава цвил. Во тија радост никога нема, а слунце радосно има. Стапка до стапка, долг од копнеш, од земен искон, споен во еден хоризонт, ни донесе нов плод. Ново искуство во едно збито катче, полно со ведар живот. Со исцртани детски насмевки, кои се сите исти било на мојата, твојата или нечија друга уст. И крева. Очи. Чудна песна. Екна, Ноќта Ме усилува И одекнува. со силен глас. Добар ден, чорбаджи. Ете, да одморам малку па да завршам работата. Туку види на грбот, донесувам изволкан. Едно жениште трес, истрес, едно чегиште и право ви ме направи. Чорбаджи, си ја заборавив табакерата. Да ја земам и веднаш се враќам. Леле, јас да бидам селски кум. Ти било среќа, чорбаджи во досе. Среќа, неќам. Арсо, кај си Арсо? Еве ме, еве. Аман, куртули ме. Што ти се сторило? Порно рами да ме пресретне отколку овие бедници. Нагазив новие партели и овие изрипа кокосото ни од упка. Ти си кум, па ти си кум. Аман Арсо ни куртули ме. Брат Арсо, не умре кумот и нема друг. Не умреа и неколку деца, кои не ги крсти и тој, па рекол ме вакат да си ја пробаме среќата.
И така Господ ни го донесе чорбаджи водос. По-голем късмет нема. Не, и аз ке се вратам, а вие чекайте друг. Не е падат от чорбаджи, друг не може да биде. Мълчи бре, знаеш ли кой съм аз? Ти ли ке мълчиш мене, сега запти и ке викнам да ве подбера. Еде да знаеме де кой си бре, тебе кой не те знае. Нам кюрносите душата я вадиш. Не, чорбаджи не. Защо запти бе? Ни сме украли, ни сме излажали, само падат си одим. Не, ова некоя царска работа, тук рисинска. За тебе чорбаджи да вадоса сите не се луѓе, сите со мани, само ти е аселен на овој свет. Бре. Мълчате, що зборувате? Зар не е срамът играта и аз да бирам селски сиромашен кум? Боже, що ме снайде? Ама нарсони, крутулим. Не знам што ти кажам, работата не е за запти. Ти си ми приятел, ама ти е се во право. Що? И ти ли држиш нивна страна? Зар мајка ми ги родила, туку адатот е таков. Кој прв, тој кум, така сакал Господ. Гјавол, адет, падет, слушај ти. Поцкам кумот мене ме крстил апостол, бабата ја викаме Дзонка, син ми Ралампи, а старата моја. Збори, овој главата да ти пукне. Бегај, ти си недокрстен. Потаму бе не чеси со чорбаджијата. Слушај, апостоле, јас кум не можем да бидем. Туку да се погодиме, јас да ви дадам пари за крштевката, а вие да си најдете кум спроти вас, од ваша клас. Не, чорбаджи водоса, кумството не се дава за пари, кумството е на најголема чест, жими Ристос. Да се куме нешто најубаво, а ти да водоса бегаш од неубаво. Вие сиромашните не знаете да ги цените парите. Не е била пара за црни сиромаси како вас. Ние сме сиромаси, а малят за пари не газ. По чорбаджи водоса, ако сме сиромаси, не сме гјаволи, луѓе сме како на кум чески те правиме и на раце ке те носиме. Сотони, порнава ковчег на гробишта да ме однесете. Ке те однесеме ако толку сакаш, ама парите на нас. Сега кажи, порно ли е да те барат за кум или да те преснат и да ти ги вземат парите и журат, да ти пресечат уши, нос, глава, јазик, да ти дојдат ноки да те го ограбат дукенот. Ај сега кажи како би бил да не се држадат. Леле, стравоти и куме да вада се! Не можам. Ке бидеш. Нема да стоиш како насли лоđа. Гранка на која седиш да сечеш. Не можам, пошто сака нека биде. Има запти и закони. Овој век повеќе се крепи надите, отколку на закони и запти. Гледаш сирома си вакви, такви, ама тие го држат татот. А ти како знаеш, така прави. Јас веќе ништо не знам, само знам ако така било пишано, нека биде. Ајде, нека Ирлија. А Ирлија, куме да вада се! Дај го баба Цонјке кумшинчето, да го подржи кумот. А ти поцко да го жениш, а кум Теодос да го венча. Амин, чуте Господ. Да ти се ползват устата. Аха, од уста златници да пајач, то не бива. И тебе раката. Сега кума да го подржи кумшинчето. Адет за кршничето. Адет. Во кесе ке ми влезеш. На кога е адет? Ајде си ми жив и здрав куме. Севте златен адет, златна пара, златен кум. Бре ту. Да се истопи од милост и радост. Сега куме, одиме кај нас. Кумството нас ово не бива. Да се подзамесиме, да се бациме, да се удраме на кумството.
Боже, Боже, што ме снајде? Сега куме, одиме кај нас, констото на суво не бива. Одиме, куме! Одиме! Дај го баба Цончи кумшинчето, да го подржи кумот, машала, да не е угоена, како прасенце. Вистина, да не се врчи како топка е, бре, машала, Сега куме да го подржи кумшинчето. Среќа да го држи цел век. Земи го, да те натопи, што среќа ќе имаме. Ама зошто? Може да ми изволка. Сега повелете што сготвила моја Петрија. Една тава, шкемиња, джигерчиња, цревца, прсти да излиши, раке и вино купив, се сме подготвили за кумот. Ајде. Не можам, по работа сум тргнал. Уф, ме покваси, детиште. Леле, што му направи на кумот, црвче едно, детето уште не знае за ред, ама ќе научи, рано е. Ајде куме, одиме кај нас. Кај вас? Што пати да е? Ви реков, не одам, имам работа на лози. Море, куме златен, во небано ти си фатен. Море, куме бре. Почитувани, добар ден и од мене. Добар ден и од мене и да ви посакам пријатно добре и дојде овде. Чест и задоволство ми е што присуствувате на овој наш значаен ден кога го прослуваме патронот на нашиот празник. Значи, како аманет ни е оставено дека треба да ги учиме, поучуваме учениците, да ги учиме на убави вредности и да го почитуваат своето, да знаат кои се, од каде се и да си го чуваат своето. Имаат своја визија. Ние тоа, нашите наставници и ние редовно го работиме и дека аманетот што не е оставен го почитуваме и го продолжуваме, покажуваат вредните и многуте дипломи и успеси кои што ги постигнуваат нашите ученици. Гледате дека работат постојано, дел од нивната работа видовте, во продолжение ќе видите уште. Заедно со наставниците се трудат сето тоа да го представиме името и да го оправдаме името на нашиот патрон во најдобро светло. Како и за секој патронен празник, нели во чест на нашиот патрон, секогаш правиме спортски надпревари со општинските училишта. На сите тие надпревари имаме и секогаш нели постигнувања. На спортските надпревари кои што се одржаа оваа година, диплома за освоено прво место го освои Основното училиште Гоце Делчев. Ке излезат представниците или после да ги дадеме дипломите? Во ред. Може. Да, повелете да ни се множат успесите. Второто место на овој надпревар, значи го освоија наставниците, односно учениците кои што играат за нашата екипа од Основното училиште Даме Груев, село Ерџелија. Го дадат после. Да. Повелете да ви се множат успеси, не само овде, на секаде. Третото место го освоија учениците од Основното училиште Кирил и Методи од Свети Николе. Представници имаме. Бидејќи ние сме три општински училишта, меѓутоа секогаш гравитираме, нели, и соработката Лозово си го рачунаме како наше, секогаш повелете да се множат успесите. Секогаш добре дојден гостин и се учениците од Основно училиште Методи Митевски Брице од Лозово. Овој надпревар имаме благодарница за нив. Повелете, директоре, да ни се множат успесите и соработката по нас. Така. Секогаш во чест, освен на фудбалските надпревари,
во мал фудбал, секогаш се организира ликовен и литературен конкурс. Оваа година на литературниот конкурс учествуваа, рековме, сите училишта на ниво на општина Свети Николе и Лозово. Првото место го освои на литературниот конкурс ученикот Васил Стефановски од 4-то оделение од Основното училиште Гоце Делчев Свети Николе со ментор Василка Николова. И ги доставиме после. Може и вас. Второто место на литературниот конкурс го освои ученичката Евгенија Арсовска, 4-то оделение од Основно училиште Даме Груев, село Ерџелие, подрачно училиште село Пеширово. Повели Евгенија, да ти се може дипломите и понатаму да продолжиш да работиш. Пето оделение, односно трето место на литературниот конкурс, го освои ученичката Ангела Јованова од 5-то оделение од Основно училиште Методи Митевски Брицо од Лозово. Ментор Тања Стојчевска. Бидејќи литературниот конкурс беше во две категории, од 2 до 5 оделение и од 6 до 9 оделение, овие дипломи што ги доделив беше за првата категорија. Втората категорија, односно од 6 до 9 оделение, прво место на литературниот конкурс освои Викторија Атанасовска од 8 оделение од Основното училиште Гоце Делчев од Свети Николе, а ментор Елена Ивановска. Второ место на литературниот конкурс во втората категорија освои Лука Апостолов од 6-то оделение од Основното училиште Даме Груев од село Ерџелија. Ментор Катерина Алексова Нумова. Повели Лука да се множат успехите и понатаму да продолжиш да работиш. И второто место на литературниот конкурс, овде имаме значи две втори места, го постигна Вероника Георгиевска од 9-то оделение од Основно училиште Методи Митевски Брицо од Лозово. Ментор Ленче Китанова. Третото место на литературниот конкурс го освои Теа Димкова од 8-мо оделение од Основно училиште Кирил и Методи Свети Николе. Ментор Анастазија Саздова. Ова беа дипломите и признанијата за освоени прво до трето место на литературниот конкурс. Освен литературниот конкурс, рековме дека имаме и ликовен конкурс. На ликовниот конкурс во категоријата од 2 до 5 оделение, прво место има Ангела Јованова од 5 оделение од Основното училиште Методи Митевски Брицо од Лозово. Ментор Тања Стојчевска. Второто место на ликовниот конкурс го освои Андреј Трајковски, 2 оделение од Основно училиште Даме Груев, село Ерџелија, односно од подрачно училиште село Амзибегово. Ментор Билјана Бојковска. И нека освојуваат награди. Трето место на ликовниот конкурс го освои Емилија Ефремова од 2 оделение од Основно училиште Даме Груев, село Ерџелија. Ментор Гордана Апостолова. Во втората категорија, односно од 6 до 9 оделение на ликовниот конкурс, прво место го освои ученичката Бисера Глигорова од 9 оделение од Основното училиште Гоце Делчев Свети Николе под менторство на Зоранче Апостолов. Второто место на ликовниот конкурс го освои ученичката Мелани Трајчева од 9 оделение, Основно училиште Даме Груев, село Ерџелија. Ментор Зоран Апостолов. Повели Мелани, до среќа нека се успесите. Третото место
на ликовниот конкурс го освои ученичката Душица Стојчевска од 9-то оделение од Основно училиште Кирил и Методи Свети Николе. Ментор Маја Евтимова Стојанова. Сега, како секоја година одбираме најдобар ученик на генерација, односно ученик кој за континуиран одличен успех и постигнати значени резултати. Оваа година за таков ученик е одбран ученичката Матеја Николова од 9-то оделение. Повели Матеја. Повели да ти се множат успесите и да продолжиш понатаму со овој интензитет. Сега, што би биле учениците доколку ги нема наставниците? Нели, ние сме водилката, и јас како наставник и останатите колеги, водилката на учениците кои ги усмеруваме по вистинскиот пат. Во нашето училиште имаме наставници со кои можеме да се гордееме, кои своето знаење несебично го даваат и го споделуваат и даваат се од себе само да постигнат добри резултати нашите ученици. Имаме плејада од такви наставници, меѓутоа секогаш, нели, секоја година некој има помалку признанија, некој има повеќе признанија. Во целина, целиот благодарност до целиот наш колектив за целата работа, за целата нивна посветеност кон работата и кон учениците. Меѓутоа, како што имаме ученик на генерација, секоја година избираме и најдобар просветен работник. Оваа година од нашето училиште беше наставникот по македонски јазик, наставник кој секогаш се изразува најдобро преку пишаниот збор. Тоа е наставникот Катерина Алексова Наумова. Повелете, колешке. Повелете, посебна благодарност да продолжите и натаму со ова темпо на работа и да редеме низ за успеси. Секогаш, кога ќе отидеше на сите конкурси, каде што беа пријавени, секогаш доаѓаше со награда. Благодарност уште еднаш. Ова е едно мало внимание. Чекај. Освен колешката Катерина, која е прогласена за просветен работник на училиштето за оваа година, ние имаме и наставници, како што реков, кои што постигнуваат континуирано успеси и допринесуваат за промоција на училиштето. Еден од таквите наставници е колешката Маја Давкова, наставник по физика, природни науки, иновации, советник во општината на нашата општина и наставник кој посветено работи и постигнува успеси. Со среќа, колешке, повелете да се множат успесите, до година да имаме и поголеми успеси. Продолжуваме понатаму. Наставник кој што секогаш е полн со идеи, спремен за работа, не само во оделението и со учениците, туку секогаш со нови идеи, нови предизвици, секогаш креативен, не само за пишаниот збор, и во музицирање, и во поставување хореографии, и уште многу можеме да набројуваме. Тоа е колешката Сладјана Маџова. Повелете, колешке, чест и задоволство ми е да продолжиме понатаму со уште поголеми елан и енергија. Повелете. Продолжуваме понатаму. Една од колешките која секогаш е спремна и орна за работа и секогаш е експедитивна и посветена на работата, и како со учениците, така и дава придонес и во промоција на училиштето, е колешката Катерина Димковска, која има значени резултати. Повелете, колешке. Една колешка која е од редот на помладите колешки, ама која е секоја спремна да учи,
да се надоградува и да прима знаење од постарите е колешката по англиски јазик Елена Китановска-Ѓошевска, која за краток период има резултати со нашите ученици. Повелете, колешке, и понатаму да учите од постарите, да се множат успесите. Повелете. И што би биле ние сите, со годините учиме, завршуваме факултет, меѓутоа, ако не е искуството, младите имаат повеќе знаење во некои области, меѓутоа, годините, искуството и мудроста не се мери и не може да се споредува со никого. Ние имаме повеќе такви наставници, меѓутоа дел од нив веќе се при крајот на работниот стаж и оваа година чувствувам и посебна гордост и благодарност до една колешка која е ненаметлива, тивка, а секогаш исполнителна и секогаш е на врвот на своите достигнувања и секогаш ги исполнува работите до последна баш професионалност. Тоа е колешката Гица Јанева. Секој колектив би сакал да има ваква колешка, а убаво е да учиме од постарите и мудроста нивна да ја применуваме. Сите да си дочекаме вакви убави моменти, затоа и живееме некогаш. А најголемата благодарност, нели, е кога кој ќе ја добиете. Признанието од колегите. Не понесоа емоциите, меѓутоа, кога со некого работите со години и со љубов си работите работата, сметам дека ќе е оправдано од ваша страна. Уште еднаш благодарност до колегите, до целиот колектив, без кој не се спомнати. Секогаш стручната служба е секогаш на ниво на задачата, техничкиот персонал и уште еднаш голема благодарност до сите. Без тоа, ниту училиштето ќе биде што е ова денес, ниту учениците ќе бидат какви што се денес. Секогаш можеме подобро, меѓутоа уште еднаш еве јавно, голема благодарност до целиот колектив. И во интерес на времето, ќе продолжам. Секогаш соработката со локалната заедница и со институциите околну е многу голем придонес за училиштето, нели? Нашето училиште долги години соработува има и успешна соработка со институции, односно фирми кои што еве во секој случај, во секој поглед и во секој момент се наоѓаат и кога ни е најпотребно се тука и сметам дека ќе имаме и понатаму успешна соработка. Во интерес на времето само ќе ги исчитам, а благодарниците ќе им бидат накнадно поделени. Благодарници за успешна соработка од страна на Основното училиште Даме Груев, а кон останатите институции, оваа година им доделуваме на Мир Комерц село Ерџелија, Бониер Доел село Ерџелија, Сизмолошка обсерваторија при Природно-математички факултет Скопје, Ловечко друштво Еребица Свети Николе, Македонско еколошко друштво Мет, Доел Кајжан село Ерџелија, Палма Доел Свети Николе, Трговско друштво Цилетранс село Црнилиште, Милзотранс село Ерџелија, Единица за противпожарна заштита Свети Николе, Основно училиште Драга Стојанова село Ракотинци општина Сопиште и посебна благодарност за соработката и несебичната поддршка од страна на градоначалникот и општината, затоа што ние едно училиште, знаете дека ние сме под буџетски корисници и дека без соработка со локалната заедница не би имале ништо. А ние во оваа година и како можеме да се пофалиме со успешна соработка, затоа што градоначалникот секогаш е со
секогаш е приемчив и ни излегува во сусрет на нашите барања. Знаете секогаш дека сега во оваа недела на Свети Никола имавме отварање и на нашата балон сала, долго очекувана, а секако тоа е дел со наши средства и поголемиот дел е средствата од општината. Голема и јавна благодарност и до градоначалникот за успешната соработка и се надеваме дека ќе продолжи соработката и понатаму. Ви благодарам уште еднаш за вашето одвоено време денес да честувате со нас и да го обележиме овој значаен ден. Уште еднаш благодарност. А сега да продолжиме со тоа што го спремале нашите ученици. Даме Груев, ти си нашиот учител. Твојот живот е жртва за сите нас. Те славиме и возвишуваме денес и секогаш. Бесмртен ти си. Ти си нашиот ослободител. Сите ние гордо те споменуваме и секогаш пееме за тебе во нашата химна.
Budovi svili da ja oblećam. Iskre, jasno sonce, tada se ogleda, kad je divne serve, rasplela jako sada, sve što ima, sve da cveta, sve to da se zališa, kad je neka leta, već svi da se zapleta. Ime to rosnu i da hiljari, svetlina na race nosa svatovi, da ja pogledam i da zapevam i nagradim neja da ja pregrnam. Izgrej, jasno sonce, tada se ogleda, kad je divne serve, rasplela jako sada, sve što ima, sve da cveta, sve to da se zališe, kad je neka leta, već svi da se zapleta. Ozdravila